Што е уникатноста на овој производ? Уникатноста на производот е тоа што на оригинален начин е применет Паскаловиот закон за изедначеност на притисоци на садови, плитки или длабоки, значи независно од површината притисокот се изедначува. На тој начин ние ќе видите понатаму или видовте, со една цевка обична можеме да обезбедиме притисок да се подигне цел објект од 1000 тона. Изгледа неверојатно, ама доказот е направен за 100 тона, односно за 30 тона моделна платформа, така да тоа е така и тој е гениален закон кој што не е применет до сега во градилиштето. Тој закон е применет во машинството за подигање на турбините, вертикалните турбини кај хидроелектраните. Канали на продажба и дистрибуција. Ова не е класичен производ што треба да се дистрибуира по некоја каналска мрежа. Тој е индивидуален, за секој конкретен објект се прави проект, се нуди решение, се прават пресметки и после прифаќање се аплицира на лице место на градилиште. Рековме, рекламната стратегија и продажба би била корисна во правец на ТВ реклами, презентации јавни во реномирани фирми, печатени медиуми и така натаму. Меѓутоа не е идејата оваа фирма да расте максимално, него само да ја пренесе технологијата, а потоа може да се поврзе преку лицензни права и така натаму, други фирми да градат под некаква надзор на оваа мала фирма. Фирмата ќе биде повеќе проектантско-консултантска, отколку производна. И тоа е идината на бизнисот. Според мене, во наредните 20 години, сеизмичката базна изолација општо како пристап ќе се развие во светот. Денеска таа не е развиена чак и кај најразвиените земји. А пак, во тој смисол, и системот АЛЦ, кој ќе биде изграден со подситните елементи и во ситуации на појава на некакви умерени земјотреси, ќе ја докаже својата супериорност во однос на другите системи. На крајот јас сакам само една шега да кажам, која што е вистина, а тоа е дека професор Изуми 88 година, пред 35 години, познат професор од Јапонија, кажал: има разни системи за базна изолација. Меѓутоа идеален е оној кога ќе го направите со балони да лебди во воздух. Такво нешто практично тешко да е можно. Меѓутоа јас сакам да кажам дека и системот АЛЦ лебди, ама не во воздух, него лебди над земја. Зашто јас ви кажав дека безтежитка состојба се ствара кога течноста притиска од одола. Така да мислам дека овој е систем на иднината. Цврсто верувам дека тој ќе ги завземе позициите и кај обичните граѓани и кај пошироките општествени објекти. Вие знаете дека патентна идеја е идеја на хартија. За да се реализира во пракса, во реалноста, треба да помине некоја процедура на експериментално докажување. Таа процедура на експериментално докажување не е лесна и не е кратка, бара и финансиски средства, а бара и доста труд, бара изработка на модели, бара тестирање, бара верификации, бара модификации. Основната идеја е доста модифицирана во текот на тие верификации за да биде практично применлива. Така, например, 2003 година е изграден испитен резерварот, кој што го видовте, а 2008, што е значи само 3 години пред ова, е верифициран и објектот, односно црквата, како модел, кој што после што може со сигурност да се гарантира квалитетот на производството. Ние можеме да го понудиме на пазарот. И ова е прва прилика кога ја го нудам на овој начин на пазарот така званично. На почетокот секако имавме обиди да го продадеме патентот. Меѓутоа, нашето искуство е дека никој не сака, барем во Македонија, а може и во Европа, никој не сака идеја да купи,
ако таа не е разработена до ниво да може да се реализира и да се докаже исправноста на таа идеја. Идејата за демонстрациони објекти ми дојде минатата година, додека престојав во Кандили универзитетот во Истанбул, размислувајќи како да им се доближи овој систем на обичните луѓе, за да може да го прифатат. И направив некакви калкулации која димензија треба да бидат тие објекти и за да може да се демонстрираат и добив некој впечаток дека објектите од зграда би биле доволни 10 на 10 метри, едноспратен или двоспратен, а за резерварот не до 1000 метри кубни. А тие би биле во функција објекти. Значи, не би било само како макета за демонстрирање, тој може да се користи како канцеларија, како деловен простор, а резерварот може да складиштење на некакви течности. Меѓутоа, предноста е тоа што може да се покажува на ученици, студенти, инженери, собственици на фирми како тој функционира. Значи, ќе дојдат во одредено време, ќе се приклучат апаратите за симулација на вибрации и ќе бидат внатре луѓето во објектот и ќе осетат она што значи да биде изолирано. Така да после тоа ќе бидат сигурни дека парите што ќе ги вложат ќе се исплатат. Конкуренција нема, затоа што реков дека нема никаков систем кој што се сега применува за базна изолација, а и системот е оригинален, па не може да никој друг систем да му конкурира, а слично нешто нема, реков. Значи, на некој начин системот може без проблем да се аплицира таму каде што може. Системот навидум изгледа лесен за копирање, меѓутоа кога ние се изнамачивме да функционира, можам да тврдам дека уопште не е лесен за копирање, затоа што има многу цаки, многу детаји кои што го лимитираат однесувањето на системот ако не се исполнат. А тие овдека во оваа презентација не сум ги прикажал.